Додека модерните трендови многу често ја засануваат традиционалната музика, има и млади кои што верувале или не се посветени на совладувањето на вековните инструменти. Професорот Горанчо Ангелов ни дава потврда за тоа од Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Професоре, добро утро за вас. Што за вас лично значи поставувањето на гајдата на листата на нематеријално културно наследство на УНЕСКО? Најдопред добро утро и од мене. Поздрав до вас во редакцијата. Секако дека за голем поздрав е успехот гајдата, македонската гајда да се впише во листата на УНЕСКО како нематеријално културно наследство, од причина што овој инструмент многу одамна, не можеме точно да кажеме, ни тоа многу одамна е присутен на оваа територија, на ова поднебје. И секако дека гајдаче веќе 40 години, можеби повеќе свирам на гајда, и текако за мене ова значи, бидејќи ова е едно признание за оние од кои имав можност јас да учам гајда во она време кога се уче непосредно од самите гајдачи, кои што беа и наши неформални, меѓутоа формални учители, од кои јас имав навистина можност да научам многу од она стара музика, оние стари мелодии. Рековте дека овој инструмент, како и другите традиционални инструменти, се потиснати од современието и од современите инструменти, од западноевропските инструменти. Тоа е точно така е, меѓутоа тоа е нели резултат на секоја епоха во културата, културолошка епоха, меѓутоа последните 30 на години, како што рековте, и со внесувањето нови инструменти на Музичката академија и во Штип, меѓутоа пред тоа на факултетот за музичка уметност во Скопје се доби можност да изучувањето на гајдата и другите инструменти, меѓутоа сега збориме за гајдата, да овој инструмент се изучува институционално. Што значи тоа? Да можат веќе идните гајдачи, они да учат од нас, оние кои сме малку повозрасни од нив и кои имавме можност покрај онаа стара школа од колено на колено преку непосредно учење, бидејќи во тоа време немаше оваа технологија на преслушување една мелодија 50 пати, 100 пати. И да се учи. Веќе на професор Драган Дутоси, морам да кажам, да овие инструменти ги внесеме во образовниот систем. Тоа значи да веќе заземеме едно повисоко ниво на пренесување, односно да мелодиите кои ги владееме или ги имат оснимано безбројните оркестри, меѓу кои првиот Пеци Атанасос и кои не можам да го одминам, до енот на новата гајда, би рекол нова гајда, бидејќи тој имаше можност да во нашата современа република Македонија после Втората светска војна да добие шанса инструменти како кавало, тапано, тамбурата, зурлата, шупелката, дудучето да ги внесе во етерот преку македонската радиотелевизија, во тоа време радиотелевизија Скопје, и со тоа нашите звуците на овие инструменти да се слушат многу далеко. Значи, не само на нашето поднебје, туку и подалеку од нашите граници. Затоа и ова и потврдата што се случува со УНЕСКО, дека оваа гајда не е од сега, не е од пред 50-60 години, туку многу векови назад е присутна во нашата музичка инструментална традиција. Инструмент кој што јас го нарекувам ансамбл инструмент, бидејќи по својата карактеристика овозможува двогласно свирење или трогласно, како што вие кажавте во вашата најава. Така да овој инструмент можам да кажам дека може да се носи со еден гудаши, квартет, квинтет, паралелно како инструмент, како созвучие, како звучна емисија. Професоре, споминавме дека има интерес. Ако имате некој прашање, повелете. Да, имаме секако. Споминавте дека има интерес за изучување на гајдата. Што значи тоа точно? Колку студенти имате, да речеме, што сакаат или учат да свират гајда? Ова е многу прашање. Во моментот само еден студент и еден е четврта година, еден во прва година кај мене на гајда. Меѓутоа во изминатите години, додека бев во средното музичко во Штип, јас искрено обучив доста гајдачи и на моја среќа речиси сите се веќе активни. Бројка не можам точно сега да кажам, меѓутоа сите се активни со својата гајда. И која е нашата улога, и мојата, и нивната, и на тие после нас? Не ние мораме да излеземе од онаа спрега да го вратиме минатото во денешницата. Не. Нашата основна мисија е
да го продолжиме трењето на овој инструмент, да продолжиме ова музика, да оваа музика биде повторно присутна на многобројните обреди кои што нашите предци ги негували, ги одржували и денес се негуваат, меѓутоа со едни други инструменти, па да се обидеме колку можеме. Тоа е нашето влијание, тоа е влијанието на медиумите, да нашите инструменти, нашата музика, а веќе прави таква интензивна крвада дел од оние обреди, веселби, свадби и разни веселби кај луѓето кои што каде што биле присутни во минатото. Ке може ли гајдата, професоре, да ги издржи предизвиците на модерното време и модерната музика? Кој е вашето мислење? Па јас веќе кажав дека во времето кога јас почнав, само двајца свиревме на гајда од младите, тројца. И ќе ги именувам Стевче Стојковски, јас и Синиша Груевски од Битола. Потоа се јавија после 10 години излегоа други млади, бидејќи искрено јас кога почнав 81 година да свирам, 82 беше стварно, јас за мене кажувам сега, беше навистина чудно некој дете да свири на гајда. Ако ме разбирате, и тоа може би се доводеше на целиот тој систем, порано се што е македонско, не да се уништи, туку да се потисне, да се наметнат нови вредности, се одеше на една унификација на инструментариумот имаше еден нов момент кога гајдата ја наследи хармониката, кавалот го наследи кларинетот, зурлата ја наследи саксофонот, ме разбирате, и тоа помодарство се задржи до ден денес. Меѓутоа, конкретно на вашето прашање, ќе успееме. И пак ќе речем, на гајда не свири секој, туку оној природно талентираниот кој што може би во некој ден од некои негови предци негде останало нешто од она што се нарекува гајда и гајдарска музика. Дали запишувањето на гајдата на листата на УНЕСКО ќе ви ја олесни вам работата? Па не би рекол дека ќе ни олесни, меѓутоа ќе ни дава една голема сатисфакција дека која ја застапуваме, која настапуваме со овој инструмент, не само во Македонија, туку и народна, да можеме со гордост да кажеме да, ова е македонска гајда. Јас многу често, не знам колку имам време да зборувам, да не ви навлезам во емисијата, јас многу често велам дека еден инструмент или предмет се дека некој не засвири на него. Што значи тоа? Кога музичниот инструмент станува музички инструмент кога некој свири на него. Тоа што значи? Музиката која ние ја произведуваме на тој инструмент, односно извира од нас, акумулираната музика која ние сме ја учеле и ја произнесуваме преку нашето практично свирење, тоа е говорот на инструментот, јазикот на кој ние зборуваме, односно македонскиот јазик. И секако и инструментите имаат своји диалекти, зависност од регионот во кој се употребуваат во Република Македонија, меѓутоа генерално зборуваат на ист јазик. Што сакам да кажам? Во моменти кога сме од сите страни со пресија, ова не ни признава, тоа не ни признава, а ние постоиме, музиката и инструментот е говорот кој што не може да ни го променат. Ние се надеваме на убави вести и многу повеќе студенти, професоре, во годините кои што следуваат, да успееме сето ова за што зборуваме овие минути во однос на заштитата, да ја почувствуваме и во пракса во сите сегменти. Благодарам многу за директното вклучување Линковско од Штип, иако ве очекуваме за час и половина, ве очекуваме во Скопје на пресконференцијата. Благодарам. Се гледаме, убав ден.